Првиот круг од локалните избори даде одговор на две клучни прашања. Дали актуелните владеачки партии ја задржуваат довербата на граѓаните по повеќе од една година од парламентарните избори и дали има потреба од вонредни избори како што предвидуваше опозицијата од албанскиот блок. Според резултатите, ВМРО-ДПМН има убедлива победа во над 50 општини, од кои во над 30 ја заврши работата уште во првиот круг. Вреди исто така победи во 9 општини со мнозинско албанско население, од кои во 5 во првиот круг. Во главниот град, Орце Георгиевски, кандидатот на ВМРО-ДПМН ќе оди во вториот круг со освоени околу 40% од гласовите. И најголемото изненадување, Амар Мециновиќ од опозицијската левица со околу 13% од освоените гласови. На советничките листи е слична ситуацијата. Во Советот на град Скопје најмногу мандати освои ВМРО-ДПМН, купно 18, а Вреди има 6 мандати. Главна опозиција ќе бидат Левица и коалицијата на ДУИ, исто така со по 6 мандати. Третиот владен партнер, Знам, води во Куманово, најголемата општина во земјата, а во вториот круг, Максим Димитриевски, ќе се соочи со независниот кандидат Горан Стојковски. Изборите може целосно да се повторат во Маврова и Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа поради неисполнетиот праг од најмалку 1/3 од запишаните гласачи, а Гостивар е на самиот праг на цензусот. Иако изборите беа локални, партиите повеќе говореа за еднината на земјата, а помалку за решавање на комуналните проблеми. Сепак, засега нема најава за предвременни парламентарни избори, бидејќи владеачките партии го задржаа водството, а на опозицијата и престои период на консолидација и на локално и на национално ниво.